Време е за пари, а кога разговарате за платежното средство, веројатно освен домашниот буџет, се преиспитувате што ауто да купите, особено затоа што се повеќе старите возила остануваат како крти на плацевите без известност дека ќе бидат посебно употребливи. Изгледа дека паѓа и увозот на стари автомобили. Ово и вовед ви го правам од причина што денеска во Holiday Inn ќе биде прогласено возилото на годината од страна на дистрибутерите и жирито на возило на годината во Македонија. Според тамошните извори, 5 возила се кандидати: Opel Corsa, Toyota RAV4 хибрид, Kia X-Ceed, SsangYong Mazda 3 и BMW 1. Па вие видите со што ќе се возите во текот на идната и наредната година, но не ви заборавите дека светскиот тренд е хибрид како можност за заштита на човеката околина и особено затоа што тоа е веројатно перспектива и на автомобилската индустрија. Во време на пари, гостин е Миле Бошков, Бизнис конфедерација. Добро утро. Добро утро. Господин Бошков, како изгледа во овој момент економската ситуација и воопшто политичката димензија на притисокот врз економијата и обратно економијата врз политиката? Па пред се политичката димензија доминира де факто врз економијата, односно постојано со години наназад политиката ја димензионира и ја диктира економската политика. Наспроти тоа што секаде се очекува да имаме поголеми и повлијателни компании кои ќе диктираат бизнисот, кои ги диктираат барањата и кои ќе диктираат начин во која насока треба да оди економијата. Ако политиката доминира, тоа значи дека овие ветување за 25% ново покачување на минималната плата, на просечните плати е класичен пример за македонско надавање без реална потпора, со оглед на тоа дека нема раст на продуктивност толкав за да има толкаво покачување на платите. Добро го поврзавте тоа. Навистина, пред се продуктивноста е најважниот елемент во создавање на нова вредност или на зголемени приходи или зголемена економија. Кај нас продуктивноста или пак вложувањето може да се мери и со тоа колку се реализираат и капиталните инвестиции според буџетот кој се планирани, а исто така и самата реализација на тие капитални инвестиции кои би потикнале некаков планиран раст, кој 25% зголемување на плата или зголемување на економски активности се премногу големи за да можеме да веруваме, ајде така ќе го наречам тоа, во едно предизборие за подобрување на економската состојба и сметам дека е предизборно клише веќе со години наназад во кој никој не верува. Но има една димензија која сепак покажува позитивна реакција. Што е позитивна реакција? Затоа што притисокот на најниската плата и притисокот на просечната плата веќе врши влијание врз работодавачите да размислат како ќе ги согласат на тамошните своји перспективи на наградување и привлекување на работниците. Од еден друг аспект, само вие се жалите дека веќе во Македонија поради овој бран на економска емиграција, недостигаат работници, недостигаат работници со вештини, недостигаат креативни кадри. Па така е, затоа што светот оди кон четвртата индустрија, така наречена, која се базира на нови технологии, на интернет на нештата, на интернет на целиот еден екосистем во економијата и сметаме дека тие работници покри тоа што треба да имаат дигитални вештини, треба да имаат и технички вештини. Очигледна е бројката дека се повеќе и повеќе од студентите се запишуваат на општествените науки наместо на техничките науки, а од таму ја излекуваме и работната сила. Не, се повеќе напротив. Мислам дека сега веќе почнува еден избалансиран однос. Доминацијата на технолошко машинските, на финки, на земјоделие, на ова. Добро, ќе го видиме една позитивна тенденција. Ќе го видиме резултатот, меѓутоа во овој момент таква е состојбата и затоа
мора да се наоѓа начин како да се олеснува водењето на бизнис, наспроти да се субвенционира, а од самото тоа и да се создава и Што работна вие сила. како работодавачи правите да го промените ритмот на берзата? Тоа значи да испоставите кадри кои ви требаат во наredните 5 години во ова време на дигитализација, да вршите пресија врз универзитетите и вештините и создавање на луѓе со вештини. Повеќе мисливте на берзата на трудот. Да. Се повеќе апелираме дека насоката за образование, за соката на зголемување на вештините, владењето на правото е дел од пазарот на трудот и секако се повеќе олеснување во однос на квалификација, доквалификација, преквалификација. Некои од работите се прифатени и се некако преточени во оперативниот план за вработување, во начинот на кој се поддржуваат работниците и компаниите за отварање на нови работни места, за отпочнување на нови бизниси. Така да тоа се предлози кои излегуваат од бизнис заедницата или поточно ние како дел од бизнис заедницата од Бизнис конфедерација и сметаме дека можеме уште повеќе да направиме доколку имаме заеднички цели кон подобра економија и кон подобар животен стандард. Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата на работодавачите ве прашувам дали сте уште стереотипни, се занимавате само со берзата на труд која задоволува еден стандардна репродуктивна моќ на нашите компании или следите еден тренд кој веројатно треба да биде составен дел на вас, тоа е се повеќе и поинтензивен развој на малите фирми врзани за дигитализацијата и така натаму. Стартап. Како организација далеку сме од стереотипите. Ние ќе напоменам дека работиме и нешто модерно, така ќе го наречам, односно светски тренд, а тоа ги посочуваме компаниите да ги почитуваат човековите права низ бизнис процеси. Воведовме и Mumford стандард за подобрување на семејните односи во рамки на компаниите и исто така сме дел од глобалниот договор на Обединетите нации и од глобалниот дел и повторно глобален договор потикнат од Шведска, односно од шведскиот премиер. Што би сакал да кажам со тоа? Дека не работиме исклучиво на класичниот договор за вработување и тука завршува односот помеѓу работникот и работодавачот, туку ги потикнуваме работниците да ги очекуваат и да ги остваруваат своите права низ процеси кои се корпоративно следени, односно во насока на подобрување на квалитетот, задоволството и капацитетот на еден работник. Еден е европски терк и тука ви одавам признание, зашто тоа е општествената одговорност на фирмите. Но има нешто што е блиску до платите и до тоа е многу ми навелат, качиме платата, ама изгубивме автобуси, храна и така натаму. Дали е тоа делот од овој концепт, дека ние сепак сме една средина која го вклучува овој работен стандард. Има големи компании во кои луѓето велат освен платата, па добро имам и ручек или имам и превоз. Знаете што, како одминува време во слободна пазарна економија, така компаниите го учат корпоративниот начин на управување и излегуваат од онаа мисла што повеќе за своето семејство или што повеќе за новиот модел на джипе ве ги најавивте. Меѓутоа очекуваме повеќе работници да купуваат такви возила отколку само работодавачите. Да. Од тој тип сметам дека традицијата и одржливоста на бизнисот, особено кај корпоративно управуваните компании, ќе донесе дека повеќе треба да се вложува во човечкиот капитал отколку во новите згради, новите станови или новите погони, кои патем треба да бидат нови исклучиво само со нови технологии и со вешти работници, а не со нови лустери или нови огради. Така да мислам дека се менува тенденцијата, иако за тоа треба да се менуваат и генерации и што повеќе да се слушат меѓународните традиционални економски токови. Миле Бошков, како реагирате на она несмасна изјава на министерот Мачевски кој вели вишокот на административците и тоа особено со нагласок лошите администрации ќе им го дадеме на фирмите. Вие сте депо? Па по се изгледа
сега во делот од тие изјави се мислело дека може да изгледаме и како економски контейнери, меѓутоа не би требало да биде тоа така. Сметаме дека сега во овој момент, за разлика од пред 5-6 месеци го најавија истото, владата има и министерот имат подобро разработен план. Сметаме дека во иднина од работниците кои се во јавната администрација ќе треба да се вклучат во квалификација, преквалификација, дека ќе се обезбедени отпремнини, дека ќе има зголемено субвенционирање на компаниите. Кале би може да се лоцира вишокот? Имате една изјава, да ве цитирам, дека една акција поврзана преку подршка на фонд за иновации, подршка преку субвенционирање на земјоделието, зголемување на површините, формирање нови мали и средни, може би средни, тешко се формира. Па сите тие, ако збориме повторно за администрацијата и сите тие луѓе кои имаат капацитет, особено во услугите, тие навистина може да бидат поддржани да направат своји стартапи и да се бават со консултантски услуги со самото тоа што досега го правеле. Може би одговорноста и грижата се зголемува во тој момент кога ќе направат своја компанија, меѓутоа исто така и капацитетот кој го имат, конекциите, репутацијата, начинот на кој работеле ќе може да го направат во една собствена насока, наспроти да постојано да се во очекување. Благодарам. Тоа беше Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачите во време за пари. Следите и натаму утрински брифинг.